Минатата година, меѓу низата автократски потези на Никола Груевски, јавноста ќе ја памети по неговото фамозно писмо, со кое тој го повика своето членство за последна битка со транзиционите политичари и нивно истребување. Стана правило, секогаш кога ќе бидат обзнанени афери во неговиот двор, кои се подкрепени со факти, Никола Груевски, наместо да ја објасни на јавноста зошто заедно со својата клика се однесуваат расипнички врз грбот на граѓаните, тој се ишка мувата од капата, барајки транзициони политичари на друга адреса. Со малку анализа на приватизациите на ОКТА, Македонскиот телеком, Националната платежна картичка, 4 стана, аферата со Сведмилк, најновите приватизации на јавното предпријатие за стопанисување со стамбени деловен простор, патарините и другите потези ала Грујо, констатиравме дека кога премиерот го пишувал писмото, очигледно се гледал себе си во огледало. Заедничко за сите приватизации аминувани од Никола Груевски е тоа што тој од нив бега како ѓавол од крст и во целата своја политичка кариера и како министер во владата на Љупчо Георгиевски и сега како премиер избегнува да ја даде одговори на јавноста за неговите вистински мотиви. Бидејќи граѓаните имаат право да знаат, ние сакаме да помогнеме во разоткривање на вистината и затоа на денешната пресконференција ќе поставиме неколку прашања до него, а кои се однесуваат на едно од неговите чеда, приватизацијата на Македонскиот телеком. Господине Груевски, дали е точно дека во мај 2006 година, во пресред на парламентарните избори, е склучен договор помеѓу од вас приватизираниот Телеком и фирмата Аналитико АИ за маркетинг услуги и дистрибуција на сим картички во вредност од околу 120.000 евра. Каква врска имате со оваа фантомска фирма, освен што истата се јавува и како издавач на книгата Тодор Александров се за Македонија по повод 15 годишнината од основањето на ВМРО-ДПМНЕ? Дали еден од основачите и собственик на фирмата Аналитико АИ е Ален Зекиров, во моментов телохранител на вашиот братучет и директор на УПК Сашо Мјалков? Дали потписник на тој договор во својство на управител на фирмата Аналитико АИ е Оливер Шамбевски, тогашен директор на Центарот за комуникации на ВМРО-ДПМНЕ, актуелен пратеник и иден амбасадор? Кој се е тогаш вработен во фирмата Аналитико АИ? Одговорете и на јавноста. Дали тогаш во оваа фирма биле вработени актуелниот министер за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, тогашен генерален секретар на ВМРО-ДПМНЕ, кој беше дел и од вашиот кабинет во времето кога бевте министер за финансии и кога меѓу другото ја менувавте приватизацијата на Македонскиот телеком? Вашиот шеф на кабинет, десна рака и актуелен генерален секретар на ВМРО-ДПМНЕ Мартин Протугер, вашата лична секретарка Ленче Самарџиска и воедно сестра на вашиот прв венчален кум и потпаролот на ВМРО-ДПМНЕ Александар Бичиклиски. Дали пред да стане директор на Скопски водовод во фирмата Аналитико АИ работел и актуелниот министер за транспорт и врски Милијан Акиевски, кој исто така беше дел од вашиот кабинет кога бевте министер за финансии и кога меѓу другото ја менувавте приватизацијата на Македонскиот телеком? Дали во текот на 2005 година во оваа фирма работела и актуелната министерка за култура Елизабета Канчевска? Ако е ова точно, зашто всушност биле земени и каде отишле овие 120.000 евра? Какви се услуги лично за вас одработувал Дрим тимот на преродбата на ВМРО-ДПМНЕ? Дали оваа фирма е дел од аферата за перење пари, за која е водена европска и американска истрага, заради што е обвинет и распишана потерница за поранешниот директор на Телекомот? Зошто фирмата Аналитико АИ е ликвидирана и избришана од единствениот трговски регистар на 15.12.2007 година? Конечно, господине Груевски, кои беа вашите вистински мотиви за приватизација на Македонскиот телеком? Очигледно не се државните интереси.
Престанете да глумите честност, транспарентност, очепност, тоа веќе не ви поминува. Му ги должите вистинските и конкретни одговори на собствениот народ.